Во врска со 25 дена, би сакала да го кажам ставот на поголемиот број родители, меѓу кои има и правници, дека тие 25 дена, членот од законот се однесува на 25 дена неоправдано отсуство. А ова отсуство на децата воопшто не можеме да го сметаме за неоправдано, ако воопшто и можеме да го сметаме за отсуство. Затоа што се тие многу присутни, повеќе присутни од било кога во образовниот систем и процес, тие бараат промени што ќе доведат до квалитетно образование, така што мислам дека овие 25 дена се денови на нивен најактивен ангажман кој што би требало да се почитува. Во врска со процесот на досегашни средби, со жалење констатираме родителите дека тоа не може да се наречат ни разговори, а камоли преговори. Тоа го укажуваат и известувањата на мониторите, Хелсиншки комитети и Меѓаши, а и изјавите на представниците на државата дадени по разговорите, по средбите со децата. Затоа ние предлагаме овие досегашни средби да се прогласат за неуспешен пилот преговори со средношколскиот пленум, а на поканата на децата да се одзоват во понеделник на вистина да дојдат тука и на вистина јавно да се води таа дебата за квалитетно образование во интерес на сите. Во однос на содржината на аргументите околу кои преговараат, матурскиот испит онака како што е предложен на вистина не придонесува кон квалитетно образование, земајќи предвид дека образованието е целина. Средношколското образование продолжува во универзитетското, а конкурсот за универзитетите се уште не е распишан. Значи, учениците ги пријавуваат предметите што ќе ги полагаат на среќа, не знаејќи кои наставни насоки ќе се осворат на универзитетите годинава. А во однос на екстерното образование би сакала да се надоврзам на политиките на владата во целина. Бидејќи оваа влада прокламира преку неколку своји министерства и веќе и активно поддржува политики за креативност и за иновативност. И тоа е навистина за поздравување. Тоа е она што на нашава земја и треба во секој поглед. Но образовната политика која што гледа децата да ги смести во некое тесно калапче и од нив да направи, ајде да кажам највулгарно, робочиња кои што ќе меморираат некои информации, па и само тоа меморирање да се проверува на екстерното тестирање, на вистина нема да доведе до луѓе кои што ќе бидат способни да ја носат оваа политика на иновативност, или уште полошо ќе ги наведе децата да одат од земјава, да одат во земји каде што се почитувани и како граѓани, како чинители во политиките што се однесуваат на нив, а и во земји каде што нивната креативност ќе може да дојде до израз. Значи, затоа уште еднаш ги повикуваме властите во образованието да одговорат на поканата на средношколци да додадат тука во нивниот камп да преговараат, навистина да почнат суштински преговори, а родителите и сите други заинтересирани граѓани ги повикуваме во 17 часот на оној протест на блокирањето на улицата. Тоа како е исклучување на учениците? Прво, средното образование е задолжително. Не знам како може да дојде до исклучување. Не гледам правна можност да дојде до исклучување. А второ, како што веќе реков, тие казни што се предвидени со членот 109 се однесуваат на неоправдано отсуство. Премиерот пред неколку дена рече дека е разочаран од поддршката на родителите кон учениците, велики дека тоа го правите само бидејќи сте од спротивна политичка партија. Како што знаете, најголем број од граѓаните на оваа земја не се во ниедна политичка партија. Ниту оние кои што се во партија не се спречени и не се отсутни од оваа поддршка. Мислам дека сите, и оние кои се партиски, и оние кои се непартиски ориентирани, ги имаат своите деца како врвен приоритет во животот и не би ги жртвувале заради ниедна партија. Така што ја повикуваме владата и таа да не ги жртвува овие деца, туку на вистина сериозно да ги земе предвид нивните аргументи, бидејќи нивните аргументи се многу убаво образложени и се многу исправни. Мислам дека би требало да бидат горди на вакви своји млади граѓани.